Например, како спортист јас еден пораз да не дозволам да ме сруши или една победа пак да ме однесе предалеку. Сум имала многу падови, ама сум учела како да станам. И уствари тоа ме научило дека умот е можеби понекогаш и многу побитен од телото. Значи не можеш да формираш клуб доколку ги немаш, овие се основни работи. И ние сакаме успех, а ги немаме основните работи. Мораме да почнеме од некаде. Не е касно. Не сакам. Кој не сака да се дружи? Нели сите сакаме да се дружиме, ама не секој може. Марија, како си? Добар ден и супер, одлично и среќна што имам можност да разговарам баш на оваа тема. Да, баш ни е мило еве што прва епизода овде у Ајна кафе снимаме со тебе. А сега се смеевме како те наместија да ни биеш прва гостинка баш кога снимаме овде, ама и мене ми е мило, бидејќи до сега немаме многу зборувано за ракомет, многу имаме зборувано за спортот од поразлична перспектива и баш ни е мило еве што со тебе може да зборуваме. Иако сме на ново место, кажи ни што за тебе представува ментално здравје? Морам да го пофалам амбиентот и атмосферата овде. Супер. Се чувствувам онака за разговор. Вака сега, менталното здравје, според мене, е на внатрешна рамнотежа, јасен ум и емоционална стабилност. Кога велам внатрешна рамнотежа, мислам на тоа да останам мирна со себе. Например, како спортист јас, еден пораз да не дозволам да ме сруши или една победа пак да ме однесе предалеку. Јасен ум е да мислам во моментот, значи да бидам сталожена, а не да дозволам да ме совладаат некои сомнежи во самата себе или некои негативни мисли. Додека пак под емоционалната стабилност, мислам дека треба да јас да преовладувам со чувствата, а не да дозволам чувствата да преовладуваат со мене. Дали тоа било страв, дали тага, радост, без разлика, затоа што менталното здравје е една основа од каде што треба да се почне, а без основа немаме ни успех, ниту пак нешто друго. Да, интересно е тоа што каже, бидејќи сме зборували на подкастот, сме имале гости, па и професионалци кои што зборуваме за тоа колку само чувствата и емоциите се добра работа, убаво. Нормално е да чувствуваме страв, нормално е да чувствуваме тага, емоции од најразличен вид. Ама многу е важно ние како ги канализираме тие емоции после тоа. Не емоциите сами по себе, туку што правиме со тие емоции. Така е. Битно е да ги има емоциите, луѓе сме нели, сите чувствуваме нешто и како ги прифаќаме ние тие емоции. Да. Тоа е уствари битниот дел. Да. Кажи ми, од каде доаѓа тоа размислување? Бидејќи на пример и пред да почнеме со снимање, изборевме за тоа колку само менталното здравје кај нас и не само во спортот, воопшто не е се уште некоја тема каде што или не растеме во средина каде што ние сме учени за тоа уште од најмала возраст. Од каде доаѓа тоа твое размислување токму ова сега што ни го каже и начин на живот како таков? Низ годините како што растам и се развивам, ме научиле уствари и сум доживеала, додека не доживееш, додека не осетиш на своја кожа, не можеш да знаеш. Сум имала многу падови, ама сум учела како да станам. И уствари тоа ме научило дека умот е можеби понекогаш и многу побитен од телото. Да, и тоа е доста интересно баш кога зборуваме за спорт, бидејќи не е толку често размислување кај поготово за луѓето кои се занимаваат професионално со спорт. Бидејќи сите многу повеќе, јас сега размислувам трчање, спортување, било кој ние се обидуваме физички да бидеме најаки што можеме, ама некоја забораваме на тие некои пропратни елементи кои што не се пропратни, ама така ги гледаме. Спиење, јадење, здрав начин на живот. Тоа дали мислиш дека например, еве кај нас ако разгледаш ситуацијата и од твое искуство, дали мислиш дека доволно зборуваме за умот како составен дел од спортот или премногу фокус се става на физичкото? Апсолутно дека не, мислам дека не, премногу акцент се става на физичката подготовка, да, што е составен дел, нели, мора да сме физички подготвени, ама тука доаѓа и психологијата, која мислам дека клучен елемент, ако сакаме да бидеме спремни, мораме да сме умствено добри. Да.
Кажи ми се, ајде, за оние што не те знаат и ние, за прв пат се запознаваме пред да почнеме со снимање. Од каде доаѓа желбата за ракомет? Од каде доаѓа желбата за професионално бавење со спорт кај тебе? Значи, не сум човек што може да седи во место, хиперактивна сум, цело време сакам нешто да работам, да правам, да сум активна. Искрено, почнав прво да тренирам одбојка, па кошарка и другарка, случајно, значи по случајно ми вика дојди ракомет, ни треба левак, пошто јас сум левак. Ајде, викам ќе, пошто мала, секаде сакаш радознали кој што се децава, секаде да одиме, ајде. Ракомет, толку многу го засакав тој спорт затоа што е енергичен, бара многу голем фокус, интелигентен спорт и баш таму јас се пронајдов. Тоа беше вистинското место за мен. Да, јас имам уште као мал сите спортови нели ги пратеш и нели најчесто се случува у кој спорт Македонија е најдобра, па тој спорт е превладува во тоа време, ама ракометот никогаш не сум, не знам, не сум имал шанса да гледам на некој, окей, сега ќе гледам ракомет и од секогаш ми било интересно да слушам баш твоето некое видување бидејќи не знаеш, некогаш не ни размислуваш за тие работи и најчесто мислам дека превладува, сега ако зборуваме за луѓе надвор од спортот, спортистите и спортовите се само за забава, не е ништо посебно, секој може да прави. Така изгледа, ама е премногу тешко и бара една многу голема жртва спортот. Многу бара откажување од многу работи и затоа има и откажувања од спортот, затоа што бара да се откажеш од други работи и за жал некој не можат да го и затоа е потребно она ментално здравје што викаме, она психологија, затоа што мора некој да те упати по правиот пат. Без разговор не може. Да, и интересното е, например, многу често пак истите разговори, ама се зборува за тоа колку само спортот е важен. Бидејќи многу деца започнуваат со спорт, реално ако ставиме 100 луѓе кои што се од 20 до 30 годишна возраст, 95 од нив играат некаков спорт, ама најверојатно ниту еден од нив не е професионалец. Така. И многу е тешко да се дојде до тој степен ти да можеш, од кога ќе ја поминеш таа некоја фаза на тинејџерство, на тие некои рани години, да останеш во спортот на некој професионално ниво. Така, бара преголема дисциплина и може да си најголем талент, да си физичка спремен одлично, совршено, ама ако умот не работи како што треба, затоа доаѓаат и откажувања. Колку ти беше тешко, например, спомнаш жртви, кои некои жртви ти мораше да ги направиш во тие некои возраст, таа некоја возраст каде што мораш да се одлучиш дали ја ќе се посветам и ќе тренирам 4, 5, 6 пати неделно и ќе одам целосно ова или пак ајде ќе се посветам на некои други работи. Многу сум благодарна што сум се одлучила на ваков чекор, воопшто да почнам да тренирам, затоа што тоа ме научило како треба правилно да се развивам и да размислувам правилно, затоа што како што спортот може да ти го долови тој момент, тоа чувство, мислам дека тешко се пронаоѓа на друго место. И нормално млади сме, сите сакаме журки, сите сакаме нели прослави. Од тој дел сум пропуштила многу и не секам зашто сум пропуштила, додека другите нели били излезени, ја требало да спием, утре имам утакмица, тренинг, мора добар одмор за добар тренинг и добар надпревар, не можеш да си професионалец и да ги идеш двата пати, или идеш по едниот пат или одбираш да го одиш другиот пат. Сепак сум одлучила да продолжам по патот кој што ме води спортот и сум научила една таква дисциплина и размислувања каде што сум среќна и спортот е местото каде што мене највеќе ми исполнува. Многу повеќе ми исполнува кога ќе одработам ја добар тренинг или ќе победам на утакмица, отколку ќе идам да седам со друштво, на журки и такви ствари. Да, и мислам во трчањето има тој runners high, исто тоа е у секој спорт, многу е, да, физички е доста захтевно, физички те изморува и некојаш и ментално те изморува и најчесто и ментално те изморува. Да, така е најчесто. Ама после добар завршен тренинг или после утакмица, после се многу е исполнето се да. Се осеќаш исполнето и од тоа мислам дека нема подобро. Да се осеќа човек исполнето.
Да, и сега да те прашам, еве се зборуваме и доста пати го спомна тој колку е важен тој умствен дел. Кои се некои први моменти кај што се сеќаваш еве ти, кај што окей, да, ова е многу важно и ја треба да се посветам не само и на физичка спрема и да бидам подобра у ракомето, да играм подобро, туку и овој момент е многу важен за јас да еден ден можам да успеам. Јасно. Игравме европско првенство овде во Скопје и игравме со веле сили. Тоа беа Романија, Франција, Холандија. И ја бев физички спремна, значи можам да кажам одлично и трчав и теретана и сите тие работи, техники, тактика, не бев спремна умствено. И тогаш сватив уствари колку е битниот она психолошкиот дел во спортот. Значи можам да бидам одлично спремна додека умот не ми е тука, се е џабе. Да. Како сватиш? Што се се Знаете како, кога ние имаме некој таков менталитет, кога победуваме, најдобри сте, кога губиме за ништо не ве бива вакви така и мораме тоа да го смениме затоа што сите ја гледаат надворешната слика. Како леле изгуби од Франција, а никој не се обидува да биде во внатрешноста. Какви услови имала Франција или Романија, какви услови сме имале ние. Како тренирала Франција преку цела година и преку цел тој процес, како сме тренирале ние. Тоа никој не го гледа. И кога почнав да ги читам тие коментари, знаете како те паѓаат уште толку и толку. Ама како и добро од една страна што биле тие коментари, затоа што сум се изградила како личност и сум го пребродила тој процес за да стигнам денес каде што сум. Не сум се откажала и тогаш сватив дека доколку е главата силна, тогаш нема никаков проблем. Да, телото прати. Кога главата ќе даде до знак дека окей, можеме, телото е многу полесно да го убедиш да истрча. Така. Мислам дека се не ми текнува кој го има каже нова, ама кога мислиш дека не можеш да даеш, кога си готов, имаш уште едно 40% од себе. Ама кога горе не можеш главата, готово, изгубено и нели, некојаш постои тоа и не знам сега на македонски не ми текнува точната фраза, ама self-fulfilling prophecy. Кога јас ке се убедам дека ние сега идеме и играме против Франција, готово, нема што толку послаби сме, ќе изгубим, нема шанс. Се не значи дека ако јас се убедам дека готово ги добиваме све и ќе победиш, ама ти си даваш сам на себе шанс. Така е. Да даеш се од себе и да се случи, може и победа. Зошто да не? Да, зошто да не? А кога има самодоверба, тогаш резултатите се видливи. Самодовербата е, мислам, дека еден клучен дел за да има резултат. А за самодоверба мора да има и разговор со стручни лица. Да. Еден аспект што сега го начна е, што ми е доста интересен е кога е фактот што, например, спортистите се можеби едни од единствените луѓе кои што сите ја гледаат нивната работа. У смисла, се ние, например, доктор иде операција, прави, никој не го стрима тоа лайв, никој не пишува коментари, ова требало вака, ама за спортистите не е така. И тоа е еден аспект за кој што не се зборува толку многу, колку само влијаат, и ти баш ми е мило што го спомна, бидејќи, значи, некојаш не ни размислуваш на тоа, бидејќи си навикнат, ама ти уствари си твојата работа, сите ја гледаат. Сите ја гледаат, така. И преголема одговорност имаш. Одговорноста е преголема и затоа викам, ако главата не е добра, нема да можеме да се сносиме со тоа. Да. Иако е навидом игра. Да, игра е точно. Знаеш, некојаш ми е интересно знаеш, они уживаат, го прават тоа што сакаат или се, ама да, уживаме, тоа е вистина, уживаме, ама сето тоа си носи последици. Да. Може да не ги покажуваме на терен, ама кога ќе се отидеш дома и кога ќе легнеш у кревет, почнува тие размислувања што направив јас денес, што треба да подобрам, што како другите мене ме гледаат, што другите мислат за мене и сето тоа. Да, и влегуваш во една спирала и некојаш можеш да престанеш ако имаш доволно и самодоверба и знаеш дека тие се некои работи кои што се случуваат, а некојаш не можеш, едноставно те превладуваат. Кажи ми, спомна разговор исто, тоа ми е, дали е, например, ти, или дали твоето обкружување во екипата кај што си или било каде, практикувате разговор, дали тоа ќе биде со стручно лице или со некој, па и знаеш, и со близок,
за да можеш да му каже вака и вака ми беше, ова се случи, вака размислувам, тоа. Лично мене разговор многу ми помага и сум разговарала со психолог, спортски психолог. Исто така и од блиска личност, значи човек сум што сака да разговара, не сум што сака да ги крие емоциите во себе, туку баш напротив разговарам и мене тоа ми помага многу од доверливи, нормално и блиски личности. Да, интересно и тој аспект кога ќе окажеш нештото, или станува, или се факеш чекај, ова лага е тоа, значи ама мора да окажеш гласно така, пошто само со себе не се слушаш, да. Точно. И многу е потребно да имаш добар слушател во животот. Многу, особено во спортот, да има некој кој да те сослуша. А затоа се потребни се повеќе и повеќе. Мислам дека клубовите, како што имаат тренери за физичка подготвеност, нутриционисти, бараме здрава исхрана, а најмалку внимание обрнуваме на ова ментално здравје, а можда и е најбитно од се. Зошто мислиш дека многу малку внимание се става на сето тоа, еве барем кај нас ситуација каде што имаме некаков увид на сето? Затоа што така е дозволено. Например, да се каже, не можеш да формираш клуб без да имаш кондиционен тренер, нутриционист и психолог. Значи не можеш да формираш клуб доколку ги немаш, овие се основни работи. Да. И ние сакаме успех, а ги немаме основните работи. Мораме да почнеме од некаде. Не е касно. Никогаш нема да биде касно. Само мора да се почне. И мора секој да почне да размислува, затоа што мора да се мрднеме од таа мртва точка каде што сме веќе долги години за менталното здравје. Да, па тоа, значи ти не можеш да почнеш утакмица ако не ти е пријавено у полиција, ако немаш доктор на местото ако немаш записничка, ти не можеш да играш. Џабе се појавиле две екипи со тренери. И публика може има, ама не можеш да почнеш. Точно. Истото треба да биде така и доколку немаш сите овие три работи. Ама за жал кај нас функционира вака и мислам дека е редно време веќе да се промени тоа. Да, и многу е тешко, мислам дека и повеќе од тоа, знаеш, и да се направи нешто, мислам дека ќе треба време да се смени таа некоја стара школа на нормално на однесување на како се однесуваш како играч, како се однесуваш како тренер. Кои разговори можеш да ги имаш како знаеш, некојаш ја има таа култура и ти сигурно го имаш тоа приметено, поготоа ако имаш машки тренери, шали кои што се случуваат, а кои што ако се каже тебе вака на кафе док сме, знам, незгодно, знам. Така е. И мислам дека, знаеш, и да се направи тоа, тој чекор, да кажеме дека не знам, Олимписки комитет, федерација донесот, многу ќе биде тешко тие некои работи да се сменат, бидејќи еве, кај нас се уште се верува дека ако јас сега тебе ти викам и ти врскам и ти ќе станеш подобар, ти ќе станеш подобар, ти ќе имаш повеќе мотивација. А баш напротив. И затоа мораме да почнеме од некаде. Ќе биде тешко, нормално секој почеток е тежок, ама мора да почнеме. Ако си тапкаме вака во место, мислам дека нема да имаме никаков успех. Да, еве сега на тебе како некој кој што презел сам иницијатива да имаш разговор со психолог, да зборуваш за некои овие работи. Колку клубовите и тренерите се отворени кон сето тоа? Клубовите, мислам дека значи воопшто, стварно, воопшто. Јас имам таа среќа што соработувам веќе многу долги години со тренер кој ни дава поддршка, значи секогаш верува во нас дури кога ние веруваме во себе. Кога имаш некој кој ќе ти дава ветер во грб, особено тоа е тренер, многу значи. Да, и не се чувствуваш дека си сама, не се чувствуваш дека ова, знаеш, некој се чека, само мене ова ми се деша, па ќе можеш да збориш, па многу е поразлично кога гледаш, чека, окей сум ја. Апсолутно, така и многу е потребна таа доверба, да има некој кој верува во тебе, особено тренер. И затоа викам, јас сум имала таа среќа, ама не секаде е така, за жал. Не сега, најчесто е што правиш каде, со викање, со такви ствари. Да, има ситуации кај што ти можеби, знаеш, мене ми се има случајно, и тоа го имам кажано неколку пати на подкастов, ситуација каде што тренер на ваков некој начин, со викање, со све, има убедено дете од 15-16 години дека него стварно не го била. Ете, од тука да почнеме. И тоа дете доаѓа и плаче. Ама не плаче бидејќи не знам, тренерот му вика и се нервира. Не, плаче дека
мене не ме бива, не знам шо ми е, не знам. Ете, тоа е тој дел каде што мора да го поминеме и мораме да почнеме да размислуваме на некој повисоко ниво, затоа што вака нема да може да одиме напред. Да. Сега има некои работи, бидејќи за ова тотално се согласувам, има некои работи, например, како еден спортист кој што баш ми се интересни и не е наедноставно, например, како ти се справиш со трема, бидејќи, знаеш, од самиот факт преска што спомнав и што зборавме, ти имаш луѓе што те гледаат, имаш твоите најблиски, имаш луѓе кои што не ги знаеш уопште. Како ти е, например, кога доаѓаш на утакмица, дали некој си имала проблем со тоа, како се справуваш со сето тоа? Нормално да, особено на почетокот, кога почнуваат тие посериозни, по јаки надпревари, да кажам, нормално притисокот е поголем, тремата е поголема, ама со текот на годините, со разговор нормално, се обидувам таа трема да ја претворам во една позитивна енергија, за да можам, пошто ако не си давам сама на себе кораж, нема да можам. Значи, ја излагам денес на терен да покажам зошто јас сум тука. Значи, за мене постои овде теренот, пробувам да се исклучувам кој е околу мене, публика и такви ствари, значи да бидам фокусот да биде овде на терен. Колку е тоа тешко или лесно? Тешко е, премногу е тешко, особено вака кога немате некој стручен во тим, во клуб, да ве упати, како тоа на правилен начин да го направите, пошто секој си бара за себе да си најде некој пат кој што ќе може да се справи со таа трема или страв, да кажеме. Да, бидејќи, например, ти можеш да се видиш со психолог, можеш, ама тие не се таму кога се случува сето тоа. Така е. И многу е потешко, знаеш, и некојаш и немаме реално многу спортски психолози кои што знаат како или играле порано или биле дел од спортот па се знаат како е. Да, ќе ти помогне, било како психолог мислам дека ќе ти помогне за многу работи, ама некојаш у тој момент кај што ти треба. Да, затоа мораш сам на себе, затоа мораш сам на себе да си даваш кораж и да веруваш во себе. Значи, довербата во себе е клучна. Да. Како, нели, ги спомнавме и преска жртвите и сето тоа, бидејќи знаеме дека најчесто една од причините зашо некој кој што има почна да игра ракомет на мала возраст не прераснува професионалец е тие некои жртви кои што мора да се дадат. Како ти го балансираш тоа со приватен живот, со не знам, можеби некои други работи кои што би сакала да ги направиш надвор од спортот. Како го наоѓаш тој баланс да избалансираш се? Балансот си го сватив како една дисциплина. Значи, додека сум на тренинг, се фокусирам на тренинг, ама нели морам и од некаде да полнам батерии. Сакам време да поминувам со најблиските. Тоа ми е, мислам дека најголемиот полнач на батерии. И ако сакаш, се можеш. Учев факултет, значи идев на факултет, од факултет на тренинг. Кафе со пријателите ми беше многу ретко, ама сепак го имаше. No. Сепак го имаше. И така да ако сакаш и ако си спремен, се можеш да направиш. Да, и тоа е интересно, бидејќи добро, ја некојаш претерам тоа, се водам по таа некоја максима, не можам, тоа не можам значи не сакам, у смисла не можам, само има сакам и не сакам. Не сакам и после тоа ќе најдеш начин. Сега да, некојаш тоа видување со пријатели ќе биде 15 минути. Точно. Некојаш ќе биде успат некаде идеш, па ајде дојди со мене, а некојаш ќе биде викенд некаде кај што имаш одмор и ќе одмараш. Точно. И тука, ама тие се некои работи кои што не се црно-бели, нема. И тука е тоа интересно, баш за жртвите кај што можеш да избалансираш се, само пак не можеш сам. Не можеш, да. Не можеш сам. И не секој те разбира. Кога ќе кажеш утре имам тренинг, не денес како мора да не секој го има, не бил спортист и не секој го разбира тој до. Не можеш некој не сакаш. Не сакам, кој не сака да се дружи, нели сите сакаме да се дружиме, ама не секој може. Не, тоа е многу тешко и затоа некојаш нема разбирање за спортистите бидејќи се смета пак идеме на тоа е само игра. Вие уживате таму, фрлате со топка, трчате. Не е така. Не е така. Кажи ми, каков ти беше тебе тоа некое прескокнување од младенска у сениорски спорт, у ракомет? Бидејќи најчесто, нели, не значи дека си многу добар младенец, после тоа ќе се преслика у сениори,
а и најдобрите младенци најчесто, знаеш, некаде се губат. Така. Пак голем дел од тоа е бидејќи нема кој да работи со нив и да им помогне во сето тоа, ама како ти беше тебе тој некој премин од една од друга? Па ќе кажам, јас сум имала среќа што толку години веќе соработувам со мојот тренер, можда некои 10-11 години, и мислам дека она беше клучна. Нормално и моето семејство, поддршката од моето семејство секогаш беше тука, зашто ако не беше моето семејство, многу пати пробав да се откажам. Многу пати, дали имав повреди, нормално што се клучен дел од спортот, не може без повреди. Да. Моите дома, мене ми беа мојата најголема поддршка. Значи, многу пати сакав, не можам повеќе, доста ми е. И секогаш беа тука, не можеш. До тука штом стигна, можеш. Можеш, и кога некој верува во тебе, едноставно тоа те води напред. Да. Да, кога некој верува во тебе, ти забораваш дека ти е тешко или дека те гледаат сите, дека окей. Ќе пробам, ќе дам се од себе. Така. Какви беа некои што се сеќаваш на некои први настапи сениорски ракомет, кај што играш против возрастни, кој беше некој прво чувство кое го имаше кога стапна на тоа? Мене тоа ми беше предизвик и емоции имаш еден куп, не можеш да ги опишеш со зборови. Значи премногу емоции имаш, ама тоа е добриот дел од спортот. Да. Тоа се тие чувства каде што можеш да ги добиеш само во спортот. Не можеш на никое друго место, и сум благодарна. Дали тоа било страв, дали тоа било трема, дали било среќа. Тоа е нештото што ми изградило мене како личност за се до ден денес. Да, ги спомна и повредите, и тие се едно, не знам, кога зборам со секој спортист, сакам да знам како тие се чувствуваат. Јас имам ситуација пред неколку години да бидам тренер на екипа каде што се деси голема повреда, и се сеќавам првото нешто кое што го помисли беше добре, што ако се случува повреда, му се случи на него. Бидејќи знам дека иако најмалце ја заслужува, знам дека најлесно ќе се справи и е во ситуација да може да се справи со тоа, бидејќи ти имаш играчи, имаш млади луѓе кои што едноставно една повреда и готово, цел живот нив им се сменува, бидејќи ги немаат тие механизми како да се справат со тоа. Така. Какво е кај тебе тоа чувство, некои први повреди, први посериозни повреди? Кои ти беа некои мисли низ главата? Спомна дека си размислувај да се откажеш. Какви беа тие некои моменти на самиот почеток со сето тоа? Нормално, прво што ти доаѓа, зошто баш мене, нели? Прво што ти доаѓа на памет зошто баш мене, па ќе помине една повреда, по таа повреда доаѓа друга повреда, трета повреда, кога доаѓа све наеднаш. За жал. Да. И тоа сватив дека тоа е дел од патот што го минувам јас. Не е крај, туку само една препрека, дека морам да паднам за да станам, нели? И не е битно колку пати ќе паднеш, битно е колку пати ќе станеш. И доколку ми се расипе лифтот до успехот, скалите се секогаш проодни. Така да има начин, само треба да го најдам начинот за да се вратам уште посилна можеби од тоа што бев. И можеби понекогаш ни се случуваат и лоши работи за да научиме како треба и како да се вратиме посилни. Да, и тоа е интересен момент, кај што у тој момент не размислуваш за чекај, прво нешто ти е зошто баш јас, кога што кажа, а после тоа кога ќе помине време, кога ќе имаш малце време да и одмориш и психички, и физички нормално за здраво и сето, размислуваш на тие некои поголеми нешта, зошто се случува сега вака, па пошто некојаш ти можеш и да имаш бенефит од нечија повреда. Да, така е. Многу спортисти знаеме дека поготово тимски спортови добиваат шанса поради тоа што некој друг се повредил, да. Така е. И тоа ми е интересно. Како сега да те прашам исто и со ова, кога зборуваме за повредите, колку е тешко, например, да кажеш не на прерано враќање од повреда, или поготово кога станува збор за во тек на сезона, не си заздравена целосно, ама сакаш да играш, не знам, без разлика дали тренер или клуб вика ајде сега сакаме да играш или ти давач, окей, да. Знаеме дека си повредена, без притисок. Колку е тешко тоа да... Премногу. Мислам дека тоа е и најтешкиот дел, кога, например, не очекува една многу битна утакмица, ти си повреден и сега на тебе оставаат некогаш. Можеш, не можеш. Многу е тешко. Например, јас сум човек што никогаш не можам да кажам не можам, затоа што ме понесува таа атмосфера, тие емоции, и не можам да седам на клупа да гледам, иако
телото некогаш ми вели, нели, не може застани, стој, ама таков човек сум, можеби си штетам сама на себе, и свесна сум за тоа, ама не можам. И тоа е можда мене лично ми е најтешкиот дел. После мене лично ми е најтешки. Све друго можам, ама кога ќе дојде да одлучам дали да играм по повреда, не можам никогаш да кажам не можам да си не можам да си седнам. Нема, и тоа е така, бидејќи на пример најчесто јас се сеќавам као мал, за прв пат се почувствував као дел од нешто, кога бев дел од екипа. И ти низ тренинзи, низ разговори едно друго, утакмици, се тоа патувања. Нели, сега нормално не си фамилија со нив, ама си фамилија. Да, си фамилија, стануваш фамилија. И ја тоа викам, повеќе ги гледам, значи со играчите мојот колку дома. Да. По 2 пати цело време со нив, цело време и стануваш една фамилија. Мора да се гледаш како фамилија, затоа што да дишеме како едно. Мора да сме едно, без разлика што сме, 20. Тоа е многу интересен феномен, кај што на пример во една компанија тоа е многу поразлично на било кое место. Така е. Сега добро, сега не зборуваме за армија, такви, пошто тоа тоа е веќе друго. Поразлично, ама еве обична работа. Тие се некои работи кои што не можеш да ги добиеш и кога некој ќе ти каже од страна, ајде, одмори, не е крај на светот, не е крај на светот. Да, стварно така е. Апсолутно така е. Да, иако има и моменти каде што, и тоа баш ме интересира, например, однос со соиграчи, ама има моменти, знам за екипи каде што едноставно не се поднесуваат луѓето, ама кога ќе стапнат на терен, играат како да се најдобри. Така е, и мораш. Значи тоа мораш. Можам, како што кажа, надвор од терен да не сакаме да се видиме буквално, ама штом доаѓаш тука затоа што се бориме за едно исто. Се бориме за победа. Истото што го сакам ја, го сака и таа до мене, нели? И заедно мора да целиме кон целта. И сега пред некое време имавме разговор со Виктор, кој што исто имал играно ракомет, и сега баш кога зборуваше ми текна на тоа што вика, првиот противник тебе ти е соиграчот. Така е. Бидејќи се бори за едно исто место. Колку е тешко тие работи некоја, знаеш, да не станат токсични до тој момент да ти загубиш и желба и све и тоа уствари да наштети тимот, на тимот и на резултатот крај крајава, бидејќи пак од 20 колку играат? 6-7. Точно. Не секој игра се Колку се тешки тоа менаџирање на тие некои односи во тимот со соиграчи, поготоа ако се играчи на иста позиција, еве кај тебе од твој искуство. Потешкиот дел е кај тренериве, затоа што на пример имаат тројци играчи на една иста позиција и сега може би се тука некаде и со физичка спремност и со талент и со се, ама мислам дека тоа е поголемиот дел припаѓа на тренерите, нивна одлука како и се случува нормално да се случува сега зошто ја играм, зошто не игра. Така, ама тоа е дел од спортот, мора да е така. Има некои правила што мора да се така и мора да ги прифатиме и мора баш напротив, мора да се трудам да бидам подобра од тоа што сум била денес. Значи утре се трудам ја да бидам подобра од тоа што бев денес. И мора да прифатиме кога имаме некоја здрава конкуренција. Тоа е добро. Кога имаш здрава конкуренција, зашто од комфортна зона ако си сам, напредок нема. Мора така да ги гледаме работите, затоа што ќе ме натера мене за ја да идам напред ако до мене нема никој што ќе ми дише во врат, нели? И мораме да го смениме тој менталитет и да размислуваме, сега она игра, јас не играм. Не, ќе играш тогаш кога ќе заслужуваш и обиди се да бидеш подобар од тоа што си бил. Да, тоа е интересен концепт кај што ти не гледаш, не се надпреваруваш со некој друг, туку со сам себе. Да. И да бидејќи на крајот најтешко е да се надпреваруваш со сам себе. Да. Тоа е најтешкиот дел. Да, бидејќи на крајот мислам дека тешкото доаѓа поради тоа што ти можеш да дадеш се од себе, ама на крајот кој игра не е до тебе. Точно. И тука ние како луѓе мислам дека сме така, жичките ни се така споени да избувнуваме работите кои што се надвор од наша контрола ни се најтешки. И не може да прифатиме и секогаш бараме нешто друго. Во решение, да. Нешто, ајде сега, не знам, кидеме јако.
окей, ти ќе даеш се од себе, ама мораш да прифатиш дека на крајот на денот одлуката не е твоја. Точно. Апсолутно. Се согласувам. Тука е таа контрола која губиме. Па затоа се потребни тие разговори со стручни лица. Баш заради овие контроли, за да се контролира самиот себе. Затоа е потребно да има во секој клуб психолог. Да. Кажи ми, реално кај нас, па и ракометот не е на некој ниво како фудбалот. Зборуваме за финансиски аспекти, зборуваме за можност да живееш од сето тоа. Колку ти е некој, еве, во моментот размислуваш на тоа до каде со ракометот, уште колку кидам вака, дали можам да живеам од ова? Кажи ми нешто повеќе за тоа. Вака, значи јас сум таков карактер што кога ќе почнам нешто сакам да го завршам до крај. Да, можеби нашава држава не е толку финансиски, да кажеме, спремна. Да, ама ако сакаш, можеш да најдеш некоја средина и да функционираш од спорт. Лично мене, јас бидела додека ме држат нозете. Значи, додека ме држат нозете, би играла ракомет. После тоа, здравје Боже, план Б. Да. Ја спомна европско, спомна и играње за репрезентација. Колку е тоа само поразлично од колку играње за металург? Тоа е една голема одговорност, чест и задоволство да го носиш репрезентативниот дрес. Емоциите не можат да се кажат, значи мора да осетиш и мислам дека секој спортист би сакала да може да го доживее да го облече тој дрес, затоа што друго е чувството кога го носиш репрезентативниот дрес. Да, поготово кога играш на домашен терен. Особено пред твои луѓе, пред твоја публика, одговорноста е преголема. Да. Ама и притисокот е исто. Исто и притисокот, да. Дали например или уствари спомна и на самиот почеток дека тие беа некои моменти кога свати дека тие беа најтешките моменти, да. Тоа ми е пошто неверојатен притисок. Па и мислам дека тоа можеш до некаде да почувствуваш ако например играш надвор, со екипа играте европско надпреварување, представуваш Македонија, поразлично е секако. Ама пак имаш некој тој притисок и тоа чувство дека, знаеш, ајде, у лига играш, ќе изгубиш една и може да се ради, ама нема секогаш можност да играш за репрезентација. Да, немаш секогаш можност и кога ти се укажува шанса, мораш да искористиш на правилен начин, затоа што те гледаат, не си добро, доаѓа на друг. Да. Што, испомна и преска и во овие, например, моменти за време на сезона немаш доста време да направиш многу работи, затоа добро што фаќаме на почеток на сезона за да може малце може повеќе слободно време имаш, ама кои се некои работи кои што надвор од сезона тебе ти помагаат да се спремиш физички, психички, да знаеш дека окей, иако е оф сезона, поготово ако немаш, не знам, во ракомет кога се настапите со репрезентација, ама ако имаш лето за себе, кои се некои работи што тебе ти помагаат да се спремиш за она што те очекува во текот на сезона? Значи, како што кажав и на почетокот, не можам да седам место да одмарам по цели денови. Обожавам природа, многу сакам природа, исто така и планинарење. Таму наоѓам некоја си позитивна енергија. Читање на книги, тоа ме опушта премногу и времето поминато со луѓето што ги сакам. Тоа, пошто не можам толку многу да се посветам, додека е сезона, затоа што идеш на тренинг дома, спиеш, бара одмор, добар сон. Тоа е нештото што највеќе однака ми ги полни батериите, да го поминам со луѓето што ги сакам. Да, која е последна книга што имаш прочитана, што можеш да кажеш нешто? Кога телото вели не. Тоа е последната книга што ја прочитав и навистина е многу добра книга, навистина за секој спортист. Мислам дека секој спортист треба да ја прочита. Мене лично многу ми помогна, нема да откривам многу, ама би било добро да се прочита. Не, те прашав и баш кога ги спомна книгите, ја мислам дека многу, знаеш, ние многу можеме да научиме од луѓето кои се околу нас, од други спортисти околу нас, од твоите домаоци, ама многу може да се научи од книгите.
Многу премногу. Јас поготово практикувам доста да читам книги кои што се од успешни спортисти или воопшто успешни луѓе, не дека нормално, не сега ја ќе прочитам за овој ќе бидам као него или ќе направам се за да бидам као него, ама многу е интересно тој факт. Еве тие работи што зборуваме и што ги начнавме денеска, како се справуваат тие со победи, порази, притисок, едно друго, бидејќи, знаеш, нешто што функционира, ја знам не знам колку знаеш и гледачи сигурно не знаат многу, ама бейсбол ми е омилен спорт, каде што ти имаш играчи кои што ако не функционира начин како оние удираат топката, они ги менуваат на секој 4-5 месеци, пошто мора нешто да смениш, а тоа бидејќи немаш пристап до сите луѓе, многу книги се доста не би рекол underrated или подценети, ама дефинитивно може да помогнат поготово кај спортисти, поготово кај млади спортисти да научиш нешто поеќе, да видиш некои работи за кои што дали ќе биде тоа физичка спрема, дали ќе биде психички, дали ќе биде некој пат на некој спортист кој што е интересен. Дефинитивно. Топло препорачување за за сега ни е се достапно. Да. Технологијата колку е напредна, се ни е достапно, само единствено што треба да седнеш на компјутер да напишеш и имаш буквално се. Навистина помага и го практикувам тоа. Многу пати така кога немам да разговарам, многу пати знам да отворам книга и стварно ти дава мотив. Да. Стварно те тера да размислуваш на некој начин. Да. Ја би ја препорачал една од последните книги што ги имам прочитано е The Inner Game of Tennis. Да. Иако е нормално во самиот есенс зборува за тенис, ама мислам дека е една од оние книги кои што буквално можеш за се, каде што зборува за плеер 1 и плеер 2, каде што плеер 1 ти е играч 1, ти е тоа што ние сами си окажуваме и се убедуваме, а в другиот уствари е тоа што сме. И кога ќе успееш да го закитиш првиот, многу полесно вториот иде и наша тоа што можеме уствари да одадеме, доаѓа на видење. Така. Значи следна книга да ми биде така готово. Готово. Кажи ми, еве, превршувајќи го разговорот, кои се некои работи што би ги препорачала на спортисти, спортистки, кои што еве, можеби се на некоја возраст каде што се одлучуваат дали сакаат со ова да продолжат, дали не, што би им препорачала? Значи да не се срамат ако осеќаат некоја несигурност или страв, баш напротив, треба да разговараат, да бараат поддршка и да се запрашат зошто започнале да го сакаат спортот. Значи мораме сами на себе да си даваме кораж, само така ќе одиме напред. Откажување не постои. Да. Дали има нешто што не спомнавме, а не те прашав, ти не ми кажа што ти текнува сега да спомнам за крај? Мислам дека си разговаравме се, си кажавме се, па здравје Боше пак ќе дојдам. Да. Ако сме пропуштили нешто, ќе надокнадиме. Да. За крај, кажи ми кој е твоето прашање сега за оние што не слушаат? Сакам да им кажам поточно како е нивното размислување, од каде треба да почнеме ние или што треба да промениме ние за да го подигнеме нивото во нашата држава за менталното здравје.